Почитувани гледачи, разговараме со директорот на Агенцијата за иселеништво во нашата земја, господинот Никола Шалваринов. Дојдени сме овде, еве да ја посетиме агенцијата и да се запознаеме повторно со улогата на оваа значајна институција. Кажете ни кои се сите иницијативи кои што вашата агенција ги превзема годишно? Добар ден. Благодарам на честа што ми направивте да дојдете да се запознаеме и да представите и мене и агенцијата сега во новиот стил на менаџирање и новото светло. Нашите задолженија се мощно општи, можеме да кажеме. Ние сме единствениот државен орган кој е строго задолжен за потребите на иселеништвото. Така да ние друга работа немаме. Со други зборови, што значи тоа? Тоа значи дека ние све што е потребно на вас како иселеници, сме должни да го задоволиме, исполниме, решиме. Главните начела кои што се запишани во задолженијата на агенцијата се одржување на култура, идентитет и јазик во иселеништво, информирање за настани од државата и од иселеништво кон државата, правна помош во однос на документација потреби од Република Северна Македонија за потребите на иселениците. Дали е тоа комуникација со државни органи за потребите, дали е прашање одговори, дали се економски потреби за инвестиции и така натака, ние се обидуваме да излеземе во пресред, доколку не можеме ние да го решиме тоа, бараме помош од други институции кои што се надлежни за тој проблем. Како е различна вашата ингеренција во однос на иселениците и дијаспората од Министерството за дијаспора? Кабинетот на министерот задолжен за дијаспора, господинот Едмон Адеми, има, како да кажам, политичка функција. Значи, неговата е хоризонтална функција која што ги координира сите органи кои што имаат некакви задолженија во однос на иселеништвото, тоест дијаспората, воедно и нас. Ние сме повеќе на оперативно ниво функционираме, каде што сите средства што ги има на агенцијата, целиот кадар, значи сите сме за конкретни работи што ги работиме, што ги правиме за иселениците. Под моето менаџирање, бидејќи увидов дека нема доволно средства за да опфатиме таа широка тема, се нормално во консултација со колегите се одлучивме да се концентрираме на изучувањето на мајчиниот јазик кај нашите иселеници и мислим, мојот став беше дека бидејќи немаме доволно средства за све, да се концентрираме на едно нешто за време на мојот мандат да го завршиме до крај, да ги увидиме проблемите првин, што е многу важно, и да ги решиме. Во тој контекст имаме голем дел, голем обем на активности, како што се летните школи, како што се конференциите за наставници кои што работат во иселеништво, како што е финализирање и комплетирање на една целосна литература за изучување на мајчиниот јазик во иселеништво, тоест македонскиот и албанскиот сега за сега, додека во иднина планираме, кога ќе ја комплетираме таа литература, да продолжиме и со другите јазици кои што за среќа ги уживаме нашите малцинства во државата. Во тој контекст, значи, почнавме со една сликовница, па продолжуваме со буквар, прва фаза, втора фаза, трета фаза. Со тоа ќе ја комплетираме литературата. Нормално соработуваме со многу печатници во државата кои што ни донираат, купуваме и така натака лектири, тоа што ги даваме нормално до иселениците. Како и што оваа година правиме апликација за Android, тоест во форма на игра. Значи тоа ќе биде една апликација со поголем број на игри, преку кои ќе се изучува јазикот. Идејата позади тоа е да им го зачиниме животот на нашите деца, да ги натераме преку играта да се заинтересираат за јазикот и надежта е со тоа да продолжат да го изучуваат цел живот и кога ќе дојдат втората, третата, четвртата генерација на иселеници, на деца во иселеништво, да имаат интерес кон јазикот и да знаат барем нешто. Бидејќи како што гледаме имаме ние голем проблем со асимилација посебно во таа далечна дијаспора.
но веќе има и симптоми во таа европска диаспора. И е голем проблем за нашата, не само за нашата држава, туку да општо, бидејќи се преку губењето на јазикот се губи идентитетот. Сите овие програми звучат одлично. На каков начин го вршите вашиот пиар? Односно, како сознаваат нашите одговорни лица кои што работат со деца за да учат македонски јазик во диаспората, како ги сознаваат и како можат да имаат достап до вашите сервиси? Да, тоа беше еден од проблемите кои што ги видов кога дојдов во агенцијата, многу слаба комуникација со јавноста. Посебно во државата, многу малце луѓе знаат дека постои агенцијата и за што е задолжена, за што правиме конкретни чекори и веќе имаме конкретни успеси да го поправиме тоа. А како што знаете вие, значи селениците наши сите имаат фамилии во државата, они комуницираат така да ако не знаат луѓето тука, најверојатно тие што не се во здруженија кои што комуницираат со нас често, значи обичните луѓе кои што не се формирани во некои здруженија, организации така натака, не знаат за нас и тоа ние што го нудиме, што е голема загуба за нас како држава и мораме да работиме на тоа. Конкретно работиме, значи веќе се реформира до некаде агенцијата, каде што функционираме многу повеќе по социјални медиуми, ги користиме сите расположливи средства, дали е BTL, дали е ATL, дали е герила маркетинг. И пополека, нормално во однос на средствата што ги имаме расположливи, се правиме труд да не запознаат како и надвор, така и внатре, се со цел да има поголема, како што кажавте вие, поголемо информирање на нашите активности и кон иселениците и кон дома за да има подобра соработка и подобра комуникација. Спомнавте летен камп. Конкретно сега ова лето 2019-та, каков беше тој комуникационен однос воспоставен со диаспората или младите од диаспората кои што можда дојдоа на овие програми? Само што заврши летната школа по мајчин јазик, тоа беше едно прекрасно нешто. Знаете кој е најубавиот дел? За мене. За мене најубавиот дел е дека имаме деца од цел свет. Од Германија, од Швајцарија, од Австралија, од секаде. Јазикот на комуникација не е ниту англиски, ниту германски, туку е македонскиот. Значи, тоа е јазикот со кој што комуницираат децата, бидејќи различно не може да се разберат. Голема предност е, значи веќе ние обезбедивме средства за 30 деца, ама со добра работа и се вклучија 50 деца. Ние тоа малце не беше проблем, но го решивме. Многу се популарни летните школи, таму има огромно дружење, значи целосна програма имаме. Имаме посети на историски знаменитости, имаме театарски представи, музика, караоке вечери и децата се воодушевени. Тоа што јас се надевам, тоа што ќе остане од овие летни школи, покрај изучувањето на јазикот, е дека другарствата ќе опстанат и они како деца на македонци од цел свет ќе продолжат да се дружат. Денеска е многу полесно со тие вибери, со фејсбуци и така натака. Многу е полесно да продолжат да комуницираат. И исто така многу се надевам дека првиот впечаток, значи тоа што ќе им остане како добро сеќавање, добар спомен, ќе им биде баш таа летна школа и они поради тој добар спомен ќе продолжат да доаѓаат во Охрид и во државата. За следната година, еве да кажеме како можат да аплицираат младите и од која до која возраст е значи тој ранг на млади студенти и дали тоа нешто ги чини? Добро. Ние пуштаме конкурс. Значи официјално на веб страната, на Facebook страната, на сите наши медиуми и пуштаме исто така известување мејл до сите организации кои што ги имаме во нашата датабаза. Така да мејлот е јавен доколку има некоја посебна комуникација, еве сега правам апел да ни пратат мејлови за комуникација, ние да ги внесеме во датабазата и да пуштаме сите информации што ги имаме за во иднина. Возраста е од 12 до 16 години. Значи оваа година имаме два кампа, едниот е кампот по мајчин јазик, вториот е спортски камп за дружење од децата од иселеништво, каде правиме комуникација помеѓу, тоа е во Струга, првиот е во Охрид, вториот е во Струга. Правиме комуникација помеѓу спортските тимови во градот со нашите иселеници, ќе има еден ден за спорт, еден ден ракомет, еден ден фудбал, еден ден кошарка.
Од 12 до 16, како што кажав, трошок нема, освен да ги донесат децата. Значи, ние ги покриваме сите трошоци што се тамо, хотелско сместување, храна, целата програма, додека родителите мора да ги донесат деца. Сакам да дадам еден апел, ако може, до сите наши иселеници, колку и што и да правиме ние во однос на поддршка за изучување на јазикот. Значи, праќаме наставници, правиме литератури, апликации, што не. Значи, ставаме книги за бесплатно. Све е тоа бесплатно, све е на нашата веб страни, све е бесплатно. Доколку самите родители. Значи, они се најважната карика. Они се најважната алка која што ќе ги натера децата да учат. Ние можеме само да помогнеме. Така да, еден апел, ги замолувам родителите од целиот свет што ја гледаат вашата програма, да се ангажираат да учат македонски децата. Да се ангажираат да ги учат, бидејќи само преку тоа ние можеме да обстоиме како нација. Како што знаете, ние сме повеќе надвор отколку внатре. Мора да го одржиме јазикот. Јазикот е првиот чекор кон одржување на идентитетот. И секако да ги запишуваат децата на овие програми, затоа што најефикасно учење на јазикот е ако соодветната особа се наоѓа во средината каде што се зборува, како што е кај нас во нашава земја. Да, значи слободно аплицирајте, нашите услуги ви се на располагање. Поради популарноста оваа година, следната година ќе го дуплираме бројот на деца. Така да пратете не, видете кога ќе ги пуштиме огласите, слободно аплицирајте, бидејќи оваа година беше случајот после 15 дена веќе да се исполнете местата. Така да, слободно. Ви благодарам многу и успешна и понатамошна работа на оваа агенција која што вие ја водите, веќе 2 години, повеќе од 2 години. Ви благодарам многу, поздрав до Канада и до сите иселеници и чест ми беше што ве запознав.